Чувствувани гледачи, добар ден и поздрав од спортската сала во Куманово, каде што за неколку моменти треба да започне дерби на преворот на третата лига помеѓу кошаркарскиот клуб Пинк Пантери од Куманово и тимот на Спорт тим од Неготино. Пинк Пантери во досегашниот тек на првенството имаат добар скор, 4 победи и само 1 пораз, додека денешниот противник, гостинскиот состав Спорт тим од Неготино, досега во првенството има максимален учинок 5 надпревари, 5 победи. На некој начин ова е дерби надпревар на ова шесто коло, во кој сите очекувања се дека Пинк Пантери ќе се представат во добро издание и ќе се обидат да ја забележат својата пета победа во првенството. Судијска двојка на денешниот надпревар Мартин Петрович и Христијан Филиповски од Скопје, делегат на надпреварот Зоран Трајковски од Куманово. Прв напад на надпреварот го имаат кошаркарите на Пинк Пантери. Аврамовски, Ѓорчевски, Јовановски, Антевски и Петрушевски, тоа е петорката на домашниот тим. Не успеа Петрушевски. Ристе Стојков, односно Дејан Камчев, тој е капитенот на позиција на плеймейкер. Со број 8, Ристе Стојков, корпулентен кошаркар, први негови поени. Спорт тим води со 2:0. Антевски, Јовановски, Петрушевски, Ѓорѓевски. Петрушевски, Антевски за 3 поени. Нема тројка. Втор нереализиран напад на домашниот тим. Еве, организираат гостите нов напад. Антевски добро реагира во одбраната, оди до крај Антевски. Браво, први поени на преворот за домашниот тим за одличниот во оваа сезона Андреј Антевски. 2:2. Со број 10, Игор Шарац, тој е капитен на екипата, а воедно и тренер. Први слободни фроња на денешниот надпревар за најискусниот во екипата на Спорт тим Игор Шарац. Први негови поени. Спорт тим води со 3:2. Петрушевски. Многу е важно на денешниот надпревар екипата на Пинк Пантери да има добар удар, односно да има висока реализација во нападот, бидејќи вака реално гледано одлични поени право за Мартин Ѓорчевски, парни кошеви. Реално гледано екипата на Спорт тим е физички многу посилна од домашниот тим. Значи, Пинк Пантери со добар удар и со мирна игра во нападот може да се надеваат на победа на овој надпревар. Први поени за капитенот Мартин Ѓорѓевски. Вкупно 3 коша. Пинк Пантери водат со 5:3. Игор Шарац. Шарац. Топка за Стојков. Тој е најопасниот играч. Нема тројка. Мартин Ѓорѓевски има отворен пат кон кошот. Брза контра. Дека немаше прекршок. Антевски, браво! Во спортската сала во Куманово некаде околу 200 гледачи го следат овој дерби надпревар. Серија на Пинк Пантери, сега домашниот тим води со 7:3. Шарац.
Ново промашување. Офанзивен скок беше тоа на Дејан Јанев. Што велат судиите, прекршок врз Ристе Стојков. За сега гостите слабо шутираат од слободни фрлања. Стојков купно 3 поени. Поминаа 3 минути од првата четвртина, Пинк Пантери водат со 7-4. Сега зона играат кошаркарите од Неготино, Аврамовски, Мартин Ѓорѓевски. Тоа што го зборя пред малку, ако функционира ударот на денешниот напревар, домашниот тим има големи шанси да забележи победа. Но да се чекаме, рано е почеток на напреварот. Лична грешка на Марко Јовановски. Драган Камчев уфрлува. Стојков. Браво за Марко Јовановски. Добра одбрана на Пинк Пантери. Брза контра. И штета, нема поени од овој. Меѓутоа ќе имаат нова шанса домашните кошаркари. Јовановски. Мартин Ѓорѓевски. Штета, ова беше добро замислена акција. Шарац и сега судиите виделе таму некако прекршок, протестира Марко Јовановски, смета дека немало прекршок, меѓутоа судиите, знаете, не ја менуваат одлуката. Па, на некој начин дискутабилна одлука на судиската двојка, но 3 слободни фрлања за Шарац. Поени вкупно за капитенот на Спорт тим Неготино. 9-7 водит Пинк Пантери. Антевски. Удвоен, мора да врати назад. Ѓорѓевски. Нема тројка. Напад за Пинк Пантери. Голема борбеност на домашниот тим. Јовановски. Јовановски, штета, нема тројка. Греши Шарац, Ѓорѓевски. Ѓорѓевски оди брзо. Антевски, браво, убава акција. Ѓорѓевски 6, Антевски 6. Сите поени за Пинк Пантери ги постигна овие двајца кошаркари. Дејан Камчев. Тој се видува за 3 поени. Тројка. Први поени за капитенот на Спорт тим. Гледаме досега убав напревар, квалитетен. Шарац. Не смее вака да се оставаат сами кошаркарите на Спорт тим. За малку ќе загубеше оваа топка Ѓорѓевски, Петрушевски, Јовановски. Аврамовски.
Многу е важно и Аврамовски денеска да биде во елемент. Сите поени мора да бидат распоредени рамноправно. Чекори измена во домашниот тим, легуваат Кирче Крилевски и Христијан Круниславски. Излегуваат Мартин Ѓорѓевски и Марко Јовановски. Она што е најважно, домашниот тим води со 14:10 до крајот на првата четвртина, 4 минути и 5 секунди. Антевски, Аврамовски за 3 поени. Антевски, браво, голема борбеност. Круниславски, нема тројка. Да видиме. И судиите велат топка за Спортим Неготино. Техничка грешка за Мартин Ѓорѓевски поради протести. Ми се чини дека судиите наметнаа исклучително строг критериум од самиот почеток на овој напревар. Две слободни форања за Игор Шарац и топка острана за гостинскиот тим. Односно едно слободно форање, се извинувам, и топка за составот од Неготино. Односно Камче беше тоа. И сега какво промашување. Со број 13 Петре Петров. Нова шанса за Пинк Пантери. Круниславски, Аврамовски, Антевски. Ова беше лошо организиран напад за домашниот тим. Се враќа во игра Мартин Ѓорѓевски, излегува од игра Петрушевски. Антевски, Круниславски, Аврамовски, тројка. Прва тројка за Антонио, вкупно 5 поени. 17-11 вода Пинк Пантери. Шарац форсира сила, нема поени. Круниславски, Антевски. Ова е груп пречок. Ова е навистина исклучително груп прекрашок. Можеше да заработи тешка повреда Антевски, меѓутоа се борјата со него ќе го продолжи на преворот. Антевски се поен. Домашната клупа мора малку да се смири на секоја одлука на судиите реагираат. Битно е да бидат фокусирани на играта на денешниот напревар. А мислам дека со оваква игра екипата на Пинк Пантери денеска може да го совлада непоразениот тим на Спорт тим од Неготино. Измена во гостинскиот состав. Излегува Драган Камчев за прв пат во игра со број 11 Доне Лазаров. Круниславски и со еден извореден скок. Топка за Спорт тим. Останува 18-11 за Пинк Пантери до крајот на првата четвртина. 2,5 минути, браво за Ѓорѓевски. Поен за капитенот кој денеска игра капитенски.
Да видиме што велат судиите. Така гостинскиот тренер Игор Шарац и ќе има уште едно слободно фроње за екипата на Пинк Пантери. Шанса да се дојде до 10 кошеви разлика. Инаку да кажам дека екипата на Спорт Тим е непоразен состав во досегашниот тек на третолигашкиот караван. Имаат 5 победи, тоа против Спарта на гости. Потоа против Борец Баскет дома забележа победа. Па на гости победа против Данвер, па победа против Партизан Мартиш 5 на домашен терен и победа на гостински терен против екипата на Баскетком. Значи се работи за квалитетна екипа. Уште едно слободно фроње за Мартин Ѓорѓевски. Куниславски, Чекиревски, нема поени, останува 9 разлика за Пинк Пантери, 2 минути и 15 секунди до крај на правата четвртина. Прекашо прави Куниславски. Играта ја напушта Аврамовски, на негово место Јовановски. А ние следиме 2 слободни фроња за капитенот Дејан Камчев. Четири поени за Камчев. Куниславски. Не успеа Киревски. Ѓорѓевски. Јовановски, какво промашување на Јовановски. И казна на спротивната страна. Седми поен за Шарац. Куниславски. Ѓорѓевски. Брза мачините сега побара тајмаут домашниот тренер Атанасовски. А тројка на Стојков и се стопи предноста на Пинк Пантери, сега изнесува само 3 коша разлика, 20-17. Инаку во третолигашкиот караван на првото место е екипата на Плачковица, која славеше победа во 6-тото коло против екипата на Партизан Мартиш 5 и сега таа има максимален учинок од 6 победи. Во домашниот тим Мартин Ѓорѓевски 8 поени, Антевски 7, Аврамовски 5, три кошаркари во домашниот тим досега поентира. Во екипата на Спорт Тим најефикасен е капитенот Игор Шарац со 7 поени. Куниславски. Мартин Ѓорѓевски.
Кониславски повторно лошо изработен напад без идеја. Лична грешка на Антевски. Сега бележиме мал пад во играта на Пинк Пантери во финишот на првата четвртина, но се надеваме дека оваа криза ќе биде надмината. Измена во домашниот тим, излегува Круниславски, на негово место Аврамовски. Само едно погоди, меѓутоа топка за Спорттим. Антевски. Сега е потребен мирен напад, не треба да се брза. Кошаркарите од Неготино направија мини серија од 7-0. Сега домашниот тим води 20-18. Ѓорѓевски. Антевски, ова е големо промашување. И убави поени со број 11. Лазаров. Нерешено, 20-20. Уште 5 секунди до крајот. И каква грешка на Ѓорѓевски. Преку таму комплицираше, чеше. И на крајот, првата четвртина, 20-20. Се лути домашниот тренер Мартин Атанасовски со право. Голем пад во играта на Пинк Пантери. Дозволија да направат гостинските кошаркари серија од 9-0. Очекуваме во втората четвртина Пинк Пантери да ја прикажат повторно она препознатлива игра од почетокот на напреворот и да дојдат до предност на овој дерби напревар од шестото коло во третата лига. Првиот напад во втората четвртина ќе го имаат кошаркарите на Спорттим. Камев. Шац. За 10 поен. Јовановски. Тројка на Јовановски. И тој треба денеска да проработи. Неговите кошеви ќе бидат многу важни на овој дерби напревар. Шац, меѓутоа најискусниот и ветеран во екипата на Спорттим Неготино, веќе има 12 поени. Ѓорѓевски, Антевски, Марко Јовановски. Сега тој е во главна улога во екипата на Пинк Пантери, негов 5 поен. Израмнување 25-25. Шац.
Нема поени за високиот Ристе Стојков. Шанса Пинк Пантери повторно да поведат. Антевски. Ѓорѓевски. Петрушевски. Аврамовски. Не треба да се форсира удар. Гледам дека кошаркарите на Пинк Пантери се обидуваат да постигнуваат поени на брзина и затоа сега се капати на спротивната страна. Мислам дека тоа беа поени на Лазаров. Лична грешка и две слободни фрлања. Измена во Пинк Пантери, влегува во игра Кирилски на местото на Антонио Аврамовски. Десет поени за Ѓорѓевски, најефикасен во домашниот тим. Повторно израменување, 27-27. Нема поени. Ѓорѓевски, не треба се брза, потребен е мирен напад. Јовановски. Ново промашување. Значи денеска ударот за 3 поени за екипата на Пинк Пантери не функционира, па мислам поради тие причини дека треба да се оди на повеќе на комбинации под кошот, да се спушта топката на Антевски, па можеби тоа ќе донесе подобар ефект во нападот на домашниот тим. Стојков. Осми поен за него. 29-27 вода Спорт тим Неготино. Кирче Киревски. Комиславски, нема поени. Да видим за кого е ова топка. За Спорт тим и натаму домашниот тим слабо игра во нападот. Видите сега ефтини поени. Проигрување за Стојков. Веќе негов 10-ти поен. За сега тандемот Стојков-Шарац прави многу проблеми на екипата на Пинк Пантери. Не успеа Ѓорѓевски. Меѓутоа тројка со број 11 Лазаров. Негов 7-ми поен. Домашниот тим за некаде отприлike 8 минути постигна само 7 поени, додека гостинските кошаркари реализираа вкупно 23 коша. Значи, одлична серија на тимот на Спорт тимот Неготино.
Лут, домашниот тренер Атанасовски, се обидува да ги крене своите кошаркари, да се надеваме дека до крајот на првото полувреме Пинк Пантери ќе успеат да воспостават рамнотежа на преворот, меѓутоа ќе биде потребна многу подобра игра. Круниславски. Ѓорѓевски. Круниславски. Јовановски. Две слободни фрлања за денеска, борбени од Антевски. Антевски поен. Девети поен за Антевски. Круниславски. Антевски, браво за борбеноста. За сега со капитенот Ѓорѓевски, најдобрите поединци во екипата на Пинк Пантери. Таут бара гостинскиот тренер Игор Шарац. До крајот на првото полувреме 5 минути и 21 секунда. Спортим Неготино води 34-29 против екипата на Пинк Пантери. На денешниот напревар екипата на Пинк Пантери настапува без Јован Стошич, кој поради повреда не може денеска да им помогне на своите соиграчи. Од друга страна, гостинскиот тим на спорт тим од Неготино во Куманово допатува во најсилниот состав. Еве подршки од публиката за кошаркарите на Пинк Пантери. Ке кажам уште еднаш, денешниот напревар, според моја процека, го следат некаде околу 250 гледачи. Круниславски, Антевски, Круниславски, Аврамовски, мислам дека ова е дискутабилна одлука на судиите. Овдека, по моја процека, немаше прекршок. Ке подставам уште еднаш судијска двојка на денешниот напревар е Петровиќ и Христијан Филиповски од Скопје. Има неколку спорни ситуации. Стојков. Лазаров.
И каква тројка на Качев. 8 разлика. Ова е најчака предност за гостинскиот тим. Ова е очигледен прешок. Фаулиран беше Мартин Ѓорѓевски. 2 слободни фрлања за капитенот на домашниот тим. 4,5 минути до крајот на првото полувреме. Пинк Пантери се обидуваат да патат приклучок. Мирна река на Ѓорѓевски, 12 поени. 9 кошеви има Андреј Антевски. Ова е погрешно водена топка. Аврамовски бара домашниот тренер мирен напад. Така треба се застане, да не се брза. Јовановски. Јовановски. И уште една грешка. Нема тројка. Фаулира Круниславски, тоа ќе бидат 2 слободни фрлања. Да. Гостинскиот тим излезе од бонусот, измена во домашниот тим. Во игра влегува Петрушевски. Најверојатно на местото на Круниславски како ќе ги изведе 2 слободни фрлања. Први поени за Круниславски. Напад за Спортим, грешка на кошаркарите од Неготино, еве шанса Пинк Пантери да се вратат целосно во овој напревар. Има напад за намалување на предноста. 2 кошарки на 1. Петрушевски, Антевски. За Мартин Ѓорѓевски. Игра симултанка во овој моменти. Негов 14 поен. Само 5 разлика. Лазаров промашување. Јовановски добар скок. Антевски. Еве поддршка од публика. Ѓорѓевски. Јовановски. Упорно форсира 3 поени. Гледате дека не оди, меѓутоа настојчиви се обидуваат да проработи ударот. Тоа се чекори. Да чекори топка на Пинк Пантери. Измена во гостинскиот тим. Излегува Панев, на негово место се враќа капитенот Штимат. Шарац, се извинувам. Антевски. Антевски прекрашок. Максимално борбен, фокусиран е денеска Андреј Антевски. Прикажува уште една добра партија.
11 поени на Антевски. Са 2, односно изравнување 37-37. Еве, домашниот тим успеа да се врати во овој надпревар. Дали немаше прешок. Соломонско решение на судиите, топка за Пинк Пантери. Сега реагираат кошаркарите на Спортим. Да видиме која ќе биде конечната одлука на судиите во оваа ситуација. Мислам дека имаше претходно прекршок во онаа ситуација во Мартин Ѓорѓевски. Судиите не ја видоа баш најдобро. Сега се гор битката во спортската сала во Куманово. Станува интересен напредот. Успеа Пинк Пантери да анулираат негативата од 8 поени и сега имаат напад за водство. Ѓорѓевски. Лита грешка на Кац. Одеше во оваа ситуација пресивно. Потребен е да земе здив. Ѓорѓевски се гледа и за веќе на неговото лице. Петнаесет поени за капитенот на Пинк Пантери Мартин Ѓорѓевски. Домашниот тим води по полого време. Признава дека направи прекршок Ѓорѓевски. Топка од страна за Спортим. 1 минута и 16 секунди до крајот на првото полувреме. Обид за 3 поени нема. Кош Ѓорѓевски. Антевски. Штета, ова беше добра идеја. Не стигна ова топка до Петрушевски. Јовановски, не треба да се брза, треба да се застане на оваа топка. Две слободни офрлања за Марко Јовановски. Мала конфузија кај судиите. Едниот судија вели дека топка од страна, меѓутоа веќе бонус е за тимот на Спортим. Јовановски, негов 6-ти поен. Седум поени за Марко, 3 коша предност за Пинк Пантери. Качев, блокада. Ѓорѓевски, Јовановски. Има уште 10 секунди за овој напад. Аврамовски! Осми поен, втора негова тројка. 6 коша предност за Пинк Пантери. Мислам дека ова беше прешок за отстран и во право што се лути домашниот тренер. Да видиме што сега судиите. Навистина, денес имаме катастрофално судење од судиите Мартин Петрович и Христијан Филиповски од Скопје. Има многу, па би рекол и прво чуден критериум.
14 поени за Шарац. Ѓорѓевски. Нема поени. Крај на првото полувреме. Пинк Пантери водат во дербито против Спорт Тим 43-39. Многу добро игра во финишот на првото полувреме на домашниот тим и заслужено водство. Почитувани гледачи, пауза 10 на минути, пак се чуеме на почетокот на второто полувреме. Расположен сега Круниславски. Ке се врати во игра Христијан Петрушевски. Шарац 1-1 против Ѓорѓевски. И на крајот две слободни офрлања за гостинскиот тим. Излегува Ѓорѓевски, на негово место Петрушевски. Шарац 17 поен. Останува на 17, 4 разлика за Пинк Пантери. Круниславски. Да видиме сега што велат судиите. Прекршок во напад. Измена во домашниот тим, излегува Кирилски, на негово место Јовановски. Денчев. Изворена асистенција, добро изработен напад. Јанев четврти поен, само 2 разлика за Пинк Пантери. Финиш на третиот период, 2,5 минути до крајот. Круниславски. Браво за Антевски, изворен скок. Немаше сили да го заврши овој напад. Меѓутоа, борбен е денеска, ангажиран Антевски. Јовановски. Шарац. Лишта грешка на Круниславски, фаулиран беше Јанев. Добар потек, подобро прекршок отколку ефтини поени. А да видиме што ќе покаже од слободните офрлања. Јанев не е прецизен. Негов пети поен. Кош разлика за домашниот тим. Јовановски. Круниславски. Антевски, штета што нема поени. Уште еден офанзивен скок на Антевски. Излегува Врамовски, на негово место Ѓорѓевски, сега домашниот тренер Атанасовски игра со нешто пониска петорка. А ние следиме две слободни офрлања за Андреј Антевски. И први поен за Андреј Антевски. Доколку денеска Пинк Пантери забележат победа, тој ќе биде, по моја процека, најзаслужниот играч за триумф на домашниот тим. Шарац. Деветнаесети поен. Јовановски. Антевски. Е сега грешка на Антевски. Ово се чекори. Ово се чекори на ветеранот Шарац.
61-60, 50 секунди до крајот на третиот период. Кониславски, Антевски, ще има поени сега, невнимание на Антевски. Се лути таму Јанев, меѓутоа ова не беше намерен прекршок. Топка од страна за Спортим. Дејан Јанев промашува. Вкупно 6 поени, израмнување. 61-61. Во игра ќе влезе во Пинк Пантери Дамјан Галевски за пропад на денешниот напревар. Кониславски. Петрушевски премногу чека, комплицира и на крајот прави грешка. Галевски влезе во игра на местото на Антевски. Стојков. Стојков 18 поен. Ке мора да побрзаат домашните, нема повеќе време. Ѓорѓевски. И премногу комплицираат. Размислуваат и на крајот завршува третиот период за Спортим Лут. Жестоко реагира домашниот тренер Атанасовски. 63-61 водат гостите од Неготино. Следува решавачка четврта четвртина, по која ќе го добиеме конечниот победник на овој дерби напревар од шестото коло во третата лига. Екипата на Пинк Пантери се бори да ја забележи својата пета победа, додека тимот на Спортим од Неготино атакува на шестата победа и максимален учинок во првенството. Сега ќе биде потребна концентрација, смиреност и да видиме дали екипата на Пинк Пантери ќе смогне сили да ја забележи оваа важна победа, со што ќе се вклучат директно во борба за втората лига. Меѓутоа мора да кажеме дека денеска тимот на Спортим од Неготино се представи во одлично издание. Цврста екипа. Кониславски. И лошо додање. Галевски не успее да фати оваа топка. Шанс. Стојков. Играат преку Стојков на почетокот на оваа последна четвртина. Високиот корпулентен играч. Излегуваат Ганевски и Јовановски, на нивно место Антевски и Петрушевски. Сега е потребна добра одбрана во овие клучни моменти на напреварот.
Стојков. Аврамовски, добро освоена топка, дефанзивен скок. Круниславски. Не треба да се брза, мора да се смири играта, да се бара истинско решение. Ѓорѓевски. Први поени за Ѓорѓевски во второто полувреме, вкупно 17 поени, изравнување. Каев. Тоа треба да е топка за домашниот тим. Осум минути и 48 секунди до крајата на преворот. Нерешено е во спортската сала во Куманово. Ѓорѓевски. Качев. Шац. Ова треба да биде лична во напад. Меѓутоа, судиите велат две слободни фрлања за спортим. Во домашниот тим излегува Круниславски, на негова место Јовановски. И ова е пета лична грешка за Антевски, ова е сега голем хендикеп за екипата на Пинк Пантери. Ѓорѓевски. Сега ќе биде многу тешко без Андреј Антевски, кој постигна 21 поен и беше најдобриот поединец да домашниот тим забележи победа. Сега конфузија на записничката маса. Да видиме сега конечно топка од страна за Пинк Пантери. Јовановски. И ова беше isforsиран удар на Марко Јовановски. Каев. Стојков. Ова се чепри. Ова се чепри. Меѓутоа, многу грешни судиите. Катастрофално судење денеска во Куманово. Аврамовски мора да биде повнимателен, посконцентриран. Ѓорѓевски. Аврамовски нема тројка. Стојков. Тројка Стојков. 21 поен. 68-63. Јовановски. Аврамовски. Ѓорѓевски. Кош и слободно фрлање. Мора Ѓорѓевски да ја преземе одговорност во нападот.
Негов 19-ти поен. Ѓорѓевски 20 поени. Стојков мора се внимава на него. Многу создава проблеми во нападот, ефикасен е. Нема поени. Крониславски. Аврамовски. Нема тројка на Петрушевски, денеска нема оди ударот. Аврамовски, нов напад за Пинк Пантери, мора да се искористи ова ситуација. Јовановски. 5,5 минути до крај. Ѓорѓевски. Нема прекршок. Стојков. Тројка за 9 поен и сега кулминација незадоволство во спортската сала. Благодарики на судиската двојка Петровиќ и Филиповски од Скопје, кои денеска целосно се изгубија во спортската сала во Куманово. Седумдесет 66, 5,5 минути до крај на преврт, нешто помалку. Се уште Пинк Пантери се тука со резултатот, меѓутоа во финишот ќе биде многу тешко, бидејќи пред малку играта поради 5 лични грешки ја напусти Андре Антевски. Ристе Стојков и Игор Шарац постигнаа по 21 поен за екипата од Неготино. За домашниот тим Антевски 21, Ѓорѓевски 20. Сега е потребна и подршка од публиката. Само со еден висок кошаркар Пинк Пантери настапуваат во финишот на овој напревар, Антонио Аврамовски, но да видиме дали ова ќе донесе резултат. Крониславски. Ѓорѓевски. Јовановски, какво промашување. Овдека имаше туркање под кошот. Помина нападот. Помина времето за нападот. Пет минути до крај на преворот. Пета разлика. Петрушевски. Треба да проработи сега. Потребни се неговите поени. Петрушевски. 3 слободни офрлувања за Ѓорѓевски. Ова е сега добра ситуација. Пета лична грешка за Качев. Одигра денеска добро, постигна 12 поени, 3 тројки.
Сега е потребна мирна и смирена работа на Ѓорѓевски да ги реализира овие 3 слободни фрлања. Втори поен за капитенот Мартин Ѓорѓевски. 3 разлика за Спортим до крајот на напреварот, уште 4 минути. Ветеранот презема се во своји раце. Него 23 поен. Ѓорѓевски. Лична грешка. 2 слободни фрлања за капитенот на Пинк Пантери. Дваесет четврти поен за Мартин Ѓорѓевски. За Спортим. Не сам да коментирам, меѓутоа ова денеска што го демонстрира судиите од Скопје на вистина е за секоја критика. Петрушевски. Ѓорѓевски. Тоа треба да е топка за Пинк Пантери, така е. Атанасовски бара мирен напад да се оди до крај на сигурна реализација. Топка за Кирче Киревски. И што сега велат судиите? Се враќа во игра Антонио Аврамовски. Многу важен пат за Пинк Пантери. 3 минути и 33 секунди до крајот на напреварот. 3 коша водат кошаркарите на Спортим од Неготино. Ѓорѓевски. Штета. Шарац. И натаму Шарац лишта во напад. Треба овие техничка Шарац прегум дозволуваат. Разговара. Мислам дека ова си го направи судиите на денешниот напред. Поради 5 лични грешки играта ја поштува Шарац, а сега Стојков полемизира со судиите. Неверојатна работа е ова. Шанса за домашниот тим. 2 клучни кошари, по 5 лични грешки го завршија на преварот. Дека се премаку, а сега и Игор Шарац. Сега мислам дека и делегатот на овој начин мора да вклучи поактивно во ова сред. Премногу дозволија судиите да кошаркарите разговараат со нив, ама
секоја судијска одлука. И наму жестоко реагира домашниот тренер, а нацуски контент овој Зоран Трајковски од Куманово. Напад за Пинк Пантери, Ѓорѓевски. Круниславски. Аврамовски нема поење. И наму жестоко расправија помеѓу домашниот тренер Атанасовски и делегатот Трајковски на овој напревар. Навистина голема нервоза на теренот во спортската сала. Нешто помалку од 3 минути до крајот. 3 коша пренос за спорт тим. За спорт тим многу важно, кошаркарите на Пантери сега да се одбранат. Нема поење. Аврамовски, Круниславски. 2,5 минути до крај на преворот. Ѓорѓевски, лична грешка. Паметно игра сега Мартин Ѓорѓевски. Лична грешка. Бонус, тоа треба да бидат 2 слободни фрлања. Шест поени за Ѓорѓевски. Капитенски игра денеска домашниот кошаркар. 2 минути 24 секунди до крајот. Само кош преднос за спорт тим. Лазар. Што ве судиите? Кош за Стојков и уште едно слободно фрлање. Четврти поен Стојков, 4 коша пренос за спорт тим. Важен напад за Пинк Пантери. Петрушевски. Не треба да се додава во таква тешка ситуација. Мора да се бара чиста позиција, сигурен напад. Јовановски. И нема пречок. Јовановски. Тоа треба пречок. Нешто помалку од 2 минути до крај. 4 коша разлика за спорт тим. Јовановски мора да се смири. Две промашени слободни фрлања во клучни моменти.
на спротивната страна. Лазаров, него 12 поен. Ѓорѓевски, лична грешка. И повторно разговара со судиите кошаркарите на Спортим. Па мислам дека ова е премногу Ѓорѓевски 27 поен. Дваесет и осум коша на Мартин Ѓорѓевски. 4 разлика, минута и пол до краја на преворот. Ѓорѓевски освоена топка. Јовански. 11 поен. 2 разлика Спортим. 1 минута и 18 секунди до крајот. Во секој случај ќе гледаме супер интересна завршница на овој дерби напревар помеѓу кошаркарите на Пинк Пантери и непоразениот тим Спорт тим од Неготино. Во домашниот тим денеска брилјантна партија на Мартин Ѓорѓевски. Досега 28 поени, Антевски 21, меѓутоа тој веќе полого време не е во игра поради 5 лични грешки. Марко Јовановски 11, Антонио Аврамовски 10. Во гостинскиот тим високиот корпулентниот Ристе Стојков 24 поени, Игор Шараца 23 коша, Дејан Камчев 12, како и Лазаров. Сега е многу важен напад за гостинскиот тим. Стојков. Паев. Сега потребна добра одбрана. Помина време напад, меѓутоа во последните моменти гостите се излекоа од оваа ситуација. Продолжува нападот за Стојков. Нема поени. Ѓорѓевски. Тешна завршница Куманово. Сега Мартин Ѓорѓевски. А Јовановски прави прекршок. 18 секунди до крајот. Тоа ќе бидат 2 слободни фрлања. За Стојков измена. Во игра влегува Кирче Киревски, а таймаут бараат гостите. Каков напревар денеска следиме во Куманово. 2 разлика за Спорт тим, 18 секунди до крајот и кошаркарите од Неготино ќе имаат 2 слободни фрлања.
Решавачки моменти на дерби напреварот од шестото коло во трето лигачкиот каран. Две слободни фроња ќе има, односно топка од страна за екипата на Спортим. Сега е потребен брз прекршок. Две слободни фроња за Ристе Стојков и сега ова е можеби клучниот момент на овој напревар. Промашува Стојков. Еве за Пинк Пантери. За домашниот тренер Атанасовски. Сега ќе видат потребни поени од линијата 6.75. Да видиме што ќе подготват кошаркарите на Пинк Пантери во овој решавачки напад. Стојков најефикасен во екипата на Спортим со 25 поени. Во домашниот тим Мартин Ѓорѓевски 28 коша. Можеби решавачки напад за екипата на Пинк Пантери. Поени за Аврамовски, потребен е нов прекршок. Добро прави Мартин Ѓорѓевски. Аврамовски 12 поени и одново слободни фроња за Стојков. Нешто повеќе од 8 секунди до крај. Стојков не промашува. Ѓорѓевски. Еврота. 81-78. На крајот гостите има повеќе нерви, меѓутоа завршниот коментар ќе биде упатен на адреса на судиите, кои денеска судијат во спортската сала во Куманово. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете понатаму со програмата на К3 телевизија.